Неправдата кон неговата мајка била една од главните причини да одлучи да се запише на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. По студирањето на правниот факултет бил избран за првенец на генерација 2023-2024 година. Во емисијата гостин Стефан Кофиловски. Добро дојдовте во емисијата. Добро најдов, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи и се надам дека ќе имаме продуктивен разговор. Кои беа предизвиците со кои се соочивте за време на студирањето на правниот факултет? Правниот факултет има големи предизвици. Пред се обемот на самата материја. Материјата е тешка, комплексна и бара многу логика и критичко размислување да се совлада. Но главно пред се што би рекол како главен и единствен предизвик на правниот факултет што може еден студент да се соочи е со конзистентноста. Да се владее правото бара постојано и упорно читање, учење, но и критичко размислување како пред се најважен елемент. Во она што можев да забележам дека уште од мали нозе правото ве привлекувало, но што значи да се биде денес дипломиран правник во време во кое правдата изостанува, многу луѓе велат и се жалат дека се обесправени? Одлично прашање. Да се биде денес еден дипломиран правник само по себе си носи и голема гордост и благодарност кон оние што им помогнале да станеме вакви дипломирани правници, но истовремено носи голема одговорност према самото општество. Во нашата држава, како што сите знаеме, правото е болна точка. Болна точка за овој народ, за овие јавни институции. Да се биде дипломиран правник не значи само обврска да се придонесе кон создавање на нови или пак подобри закони. Не, баш напротив. Јас сметам дека законите се соодветни. Да се биде добар правник значи да се тргне од себе си. Самите наши постапки и действија кои што ги правиме да бидат усогласени со идејата на законодавецот, но и со она што општеството го смета како правично и праведно. Ако велите дека законите се добри, тогаш каде потфрламе, во кој дел недобрата кадровска екипираност, можеби партизацијата? Токму така. Јас сметам дека самото спроведување на законите е она што суштински недостасува на нашата држава во овој момент. Веќе самата идеја и концепција на законите, како што сега е востановена, е прилично оддобра и е компаративна со европско-правните системи. Затоа сметам дека конкретно правилното извршување на законите, онака како што се замислени, а и не секогаш како што се напишани, е најважно моментално во нашата држава. Човек може цел живот да помине без да стори кривично дело, но не може ни час да помине без да е во граѓанско-правен однос. Граѓанско-правната, ова е став на еден од професорите на правниот факултет, граѓанско-правната област, особено облигационото граѓанско и процесно право, ви се она што најмногу сакате да го работите и најмногу ви лежи. Но денес граѓанинот како да ја има целосно изгубено довербата во правото, во правдата. Зошто правдата е бавна кај нас? Сметам дека правдата е бавна кај нас поради повеќе причини. Се разбира, главна причина е самиот неразумно долги судски судења и одлуки кои што ги носат самите судии. Но сметам дека исто така правдата е бавна кај нас поради едноставно општиот менталитет на самиот народ. Имено се разбира Македонија е држава како секоја друга, со различни индивиди, со различни мислења, но сметам дека кај нас недостасува малце поголема колективна свест во исполнување на правните норми. Треба граѓанинот не да биде поттикнат од самиот закон или пак од казната да го исполни правната норма, туку и сам однатре да има нешто кое што го мотивира и истовремено го прави задоволен да постапи онака како што треба. Не случајно споменав дека правдата е бавна, тоа било една од причините 2012 вашата мајка да се соочи со проблем, поточно да биде незаконски избркана од работа од општина Карпош. Дали тоа беше доволен мотив за вас да се запишете на правниот факултет? Тоа не само што беше доволен, туку беше и централен мотив зашто се запишав на правен факултет. Знаете, вашата мајка да биде незаконски разрешена, па подоцна да ја биде даден отказ од нејзиното работно место и во текот на тој период постојано да ја биде вршен мобинг, притисоци, закани, не само спрема неа, туку и спрема нејзиното семејство и нејзините блиски, е нешто кое што за дете
кој што безпомошно на таа рана возраст не може никако да ја помогне, е тешко за понесување. И токму затоа од тој ден кога разбрав и видов дека ја бев безпомошен и не можев никако да ја помогнам на мојата мајка, се одлучив за овој патот до правосудството, за утре, за било кое дете да се најде на таа моја положба, да му биде пружена помош. Дали на крај успеавте да истерате правдата на виделина со вашата мајка? За жал, лично субјективно, јас не сум задоволен и сметам дека правдата не е истерана до крај за мојата мајка. Иако таа беше вратена на своето работно место како наставник, не беше вратена на првичното работно место кое што незаконски беше одземено, односно да биде директор на основно училиште и кое што честно и совесно го вршеше во интерес на самите ученици и родители. Во недостиг на отчетност, пропусти, зашто многу често одговорноста кај нас станува е мисловна именка? Одговорноста кај нас е мисловна именка поради една проста причина, која што се наврзува со сето тоа што го кажав претходно. Кога човекот сам во себе не чувствува одговорност за тоа што го постапува и прави, не може да се очекува и поголема одговорност од страна на институциите. Знаете, институциите треба да биде тука еден обрач, кој што само ќе наблюдува таа натрешна одговорност, дали е во согласност со самото право. Но човекот фундаментално внатре во себе, ако нема одговорност, не може да се очекува ефикасно решение, макар колку и да се добри самите институции. Следите три гостин во емисијата Стефан Кофиловски, првенец на генерација на Правниот факултет 2023-2024. Кофиловски, сега сте на магистарски студии по граѓанско процесно и материјално право, потоа следува докторски студии. Се гледате како иден адвокат или можеби меѓу делителите на правдата? Јас се гледам во блиска иднина како судија во Основниот граѓански суд, тоа е мојата цел. Причината поради ова е што јас сакам да сум тој кој што, како што споменав и претходно, ќе помогне да се открие една објективна вистина за сите судски спорови кои што се во оваа држава. Сакам да вратам довербата во оваа држава и сакам да го сторам тоа ефективно и се разбира без никакви пречки кои што би стоеле на мојот пат. Дали помалку како млад човек не ве фрустрира фактот што многу мала ни е довербата во македонскиот правосуден систем? Многу често судиите се мета на критики. Фактот што се одоговлекуваат судски процеси. Апсолутно ме фрустрира тоа и токму затоа го одбирам и правосудството за да се надевам да вратиме таа доверба назад кај народот. Но причината за ова е повеќе факторна, значи постојат и многу добри судии кои што се правични, честни и совесни кои што вршат својата функција, но за жал ете така наречените црни овци се тие кои што најмногу упаѓаат во очите на самата јавност и се надевам дека ќе имам можност пред јавноста тоа да го сменам всушност таквото негативно мислење со враќање назад на довербата. Пред да влезете во студиото ми споменавте дека до овој момент немате понуда за работа, но дека сепак работите нешто сосема надвор од она што имате дипломиране. Залутавте во правото? Токму така. Значи, не се сметам дека станува збор за залутување во правото, туку најпрво јас чекам да ги завршам целосно моите магистарски студии, па подоцна да можам повеќе да придонесам во некоја правна област. Мојот пат, единствен мој пат во мојот живот ќе биде правото. Не планирам да сменам мојата насока, освен се разбира ако видам дека на вистина нема друг начин како да постапам понатаму. Се надевам дека нема да дојде никогаш до тоа. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и до вас, поздрав уште нашите гледачите. Стефан Кофиловски, првенец на генерација на Правниот факултет Јустинијан I 2023-2024 година.